Платите во здравството ќе одат нагоре, но платите на докторите овој пат ќе мируваат. Но дали поголеми плати ќе има и во другите сектори во администрацијата, како во образованието? Министерката Гордана Кочовска-Димитриевска изјави. Сметаме дека најобесправени или најмногу погодени или на институции на кои што најмалку се внимаваше во изминатиот период бе образованието и здравството и токму сме фокусирани во тој дел. Во делот на образованието веќе имаме информација за договорот кој што го постигнавме. Очекуваме сега и за здравството да видиме во која насока и тоа повеќе кога зборувам за здравство би потенцирала дека станува збор за оној медицинско-технички персонал. Не можам да зборувам ништо однапред, значи сега ги разгледуваме бројките, гледаме, еве, ако продолжиме ние со ваква наплата на приходите, можеме навистина за многу различни работи да разговараме во иднина и за поголеми покачувања. Но тоа што е во овој момент, значи само за 100 дена ако сме успеале да направиме поголема наплата во буџетот, може да замислите какви ни се очекувањата за 25-та со уведување на e-фактурата, уште многу повеќе.